оние кои што се дел од планинарското друштво I Love Hiking или го сакам планинарењето, веројатно добро ја знаат нивната агенда, но за сите оние кои што можеби исто сакаат да бидат информирани, а никогаш и дел од нивните тури, може и постојат информации се разбира на социјалните мрежи, но постои една актуелна вест која што ќе сакаме да споделиме во продолжение. Токму така, веќе започната е откривањето можеби на убавините, ако можам така да се изразам, на Самјана. Тоа е македонската бесконечна трансверзала или всушност непрекината пешачко-планинарска патека која што има должина од 2070 километри, која што поминува низ огромен број на природни убавини, историски локалитети и други знаменитости на територијата на нашата земја. Дел од најискусните, можеби најхрабрите љубителите на вистинските љубители впрочем на планината, на природата и на сите оние услови со кои што може да се соочат при едно планинарење, веќе започнаа да ги откриваат убавините на Самјана. Она што навистина може да биде вистински момент кој што би привлекол голем број на туристи, бидејќи потенцијалот е огромен и нешто на кое што треба да се работи можеби во периодов или во блиска иднина, се со цел да навистина донесеме што поголем број на туристи, со оглед на тоа што Македонија ни е планинска земја и навистина голем број од луѓето можат да ја уживаат на најдобар можен начин, само треба и ние како домаќини тоа да го прикажеме или понудиме на исто така најдобар можен начин. За Самјана, за тоа што и докаде се отидени или стигнати планинарите кои што веќе тргнаа да ја истражуваат или уживаат оваа прекрасна планинарска патека, утрово ќе разговараме со Дејан Доневски од I Love Hiking. Дејан, добро утро до тебе. Добро утро. Добро утро. Како сте добри? Ние сме расположени, со оглед и на времето и на се, мислам дека добро си се држиме, но некако сме во дилема со Ивана и со тоа што се случува поврзано со вашите активности, па еве заеднички ќе ги споделиме, се разбира Дејан, информациите со нашите гледачи, бидејќи ми велиш дека досега 6 етапи веќе сте поминале, а ве очекуваат уште многу, се разбира, да се помине онаа целосната 2070 километри, колку што е долга трансверзалата. Всушност, може да ни кажеш од каде идејата да започнете едно вакво планинарско искуство, затоа што ние со Ивана некако очекувавме да ни се јавиш од некаде, затоа што ако е ова една непрекината трансверзала, веројатно можеби начинот на доживување треба да биде со непрекинато дејство. Од една етапа до друга или онаму каде што сте застанале, нели, да продолжите во следниот термин? Тоа супер би било така, ама тоа би требало сигурно едно 6-7 месеци. Еве ми е керкичка да ми дојде тука на... Добро утро. Добро утро. Ке се маскирали нешто? Вака, значи, 6 годишно, нас ни е ова едно 6 годишно искуство, поради тоа што немаме планирано одсечки да одиме од трансверзалава. Една одсечка би било околу 18-22-3 километра ни е планиране. Например, прошла ни искочи 24 километра што изодевме од Плетвар до село Бонче. Така да во еднашка во месец ни е планирано. За луѓето да можат да... Мислам, не може само таа, само Самјана да одиме, мора да одиме некои повисоки врвови, мора да се спремаме, нели, кидаме летоска на експедиции. Идејата е многу добра. Некој господин од, дали беше од Гевгелија, дали беше од Струмица, не можам да го научам, одел трансверзали ни светов, ги поминал тие Пацифик, таму што се најдолгите по 5000 километри, не знам, што се одат месеци по 6 месеци во Америка. Од кост до кост, чекај малку. Виж што си ставил. Да. И од него добил идеја да направи една, мислам, идејата е многу луда, пошто е бесконечна трансверзала и нас тоа многу не се допадна. Направил една осмица околу Македонија, пошто Македонија е планинска земја, како што рековте, многу добра за планински туризам, тоа е алтернативен туризам. Само тука треба чувство да добие државата. Државата на кој начин со тоа што ќе инвестира во инфраструктурата. Инфраструктурата ни е премногу слаба. Ние во моментов продаваме дивина на западот. Они дегустирале се тоа што има горе, што треба да се качи, да поминат трансверзали. Нема големи венци низ Европа. Еве ја, например, како планинар, професионалец од 20 години,
Имам искачено многу венци низ Европа. И сега, например, пробувам да истражувам некои делови таму од Кавказ, пошто Кавказ е 1500 км, не можете да го искачите тек така да искачите многу врвови. Или Азија. И се тие европејците што имаат, да кажем, ајде сега малце подлабоко, што имаат поголеми примања од нас, они имаат поише можности да доаѓаат секаде одат. Така да оваа дестинација кај нас и оваа, ние викаме наводници луда идеја, е многу добра да се промовира нашата држава како амбасадор. И така да ние ја пробиваме, некој нашиот клуб ја пробиваме, прв пат ја одиме воопшто трансферзалата. Може Дијан да ни споделиш кои делови од Македонија, кој дел од таа трансферзала, бидејќи спомена, ако се погледне на мапа, буквално е како една осмица или како знакот за бесконечност, оттаму и името бесконечна трансферзала. Во кој дел од Македонија сте вие лоцирани, односно тие 6 етапи кои што досега сте ги изоделе? Ајде гледаме мапа. Да, еве вака, ние даваме оваа мапа на секој што ќе дое со нас. Ова е таа белата која гледате, осмицата внатре во планините. И како што ја одиме, после тоа снимаме инсерти што сме одели. Ова е, например, тука, од другава страна ќе дое, тоа се малце ми е незгодно, кај ќе дое Пробиштип. Ова е Пробиштип, тоа е многу добар дел, ќе идеме сега со Мартин со планинарското што Пробиштип овој месец. Тоа е Раткова скала, едно делче од една планина што прв пат гледам колку било убаво, со многу историја од војводи, од што ги погубувале таму некои камења, многу интересно, многу предел што на секој би му посекал да го види. Нормално со вулканскиот дел на Кратово. Поминавме тука една многу долга траса, чекај навака треба една многу долга траса со од 2000 метри помеѓу село Битуше и село Жировница, од Скопје на Матка до тука има изодено доста висина, 1500 висинска со 18-20 километри. Долниот дел помеѓу Македонски Брод и Крушево, тоа е тука, тоа е многу добар дел помеѓу две планини. И ова што го споивме тука големово црвеното се две од фактички од градот Прилеп до село Бонче преку Плетвара, ама тоа се две одени етапи и доста долги, само нема висина, не има многу одење во целиот ден. Одите доста долго, уживате, гледате гледки, ќе имаме прекрасни слики денес, ќе ги ставаме тие ќе бидат и така. Преубаво. Она кое што може да се види мозаичен дел на Македонија. Така е, да, и добро спомена дека навистина треба малку поголема иницијатива за овој дел да биде онака како што треба, меѓу другото и за сите оние кои што ги посетували европските трансферзали, но она која сакав да го потенцирам, се наоѓа на вашата Инстаграм страна по повод видеото како и на кој начин се движите низ трансферзалата, да вели тргнуваш низ суви листија, те пречекува снежна шума, како да е длабока зима, за да се искачиш на врвот и да те огрее сонце како вистинска пролет. Значи, при прошетката низ трансферзалата на вистинско менување на годишните времиња во едно. По патот сретнуваш камено пиле и камена мома, карпести ридови, зелени долини, сини езера и не сакаш да дојде крај. Веројатно тоа е чувството на оние кои што се дел од турата. Сакаш да трае за секогаш, бесконечно, исто како трансферзалата. Една одлична паралела, што всушност значи бесконечност и како се добива тоа чувство кога се оди низ трансферзалата. Веројатно интересот е голем на оние кои што се дел од оваа тура, но колкава бројка сте и она кое меѓу другото сакавме да го прашаме со цеца да надополнам, кога ќе стигнете до одреден дел или овие кои што ни ги покажа се обележани, како продолжувате со следната етапа? Вака, ние ги одредуваме тоа на нашите состаноци во понеделник. Имаме одреден човек, водич, лиценциран, кој има задача да ги разгледува сите етапи од самата трансферзала. Некој од нив ги имаме изодено низ нашиве години, али тоа не пошто вие се одат во еден правец. Например, луѓето што доаѓаат на овие етапи треба да бидат малце повеќе спремни, например да не заостануваат пошто нема ќе треба да одвоиме водич и да вратиме назад ако нешто не може, нели? Не може се случуваат и такви работи, некој да не може, чисто онака одено, тоа го враќаме назад. Се одат во еден правец и штом се заврши етапата, нели,
од не знам од 20 кои се заработуваат од 20 на километри се одредат нека висина да не е над 1000-1500 метри висинска разлика, тоа е више доста долга тура и тешка, да е под тие параметри, ние тогаш одма ја ставаме на дневен ред, се разговара, се гледа како кај има вода, кој бил, се јавуваме на локалците, обично со нив сакаме да ги споделиме овие етапи, поради тоа што локалците знаат историја на тоа место и многу добро ја пренесуваат. И таа историја уствари е како да имаш некој кустос кога идеш во некој музеј да ти раскажува природа. Ние на пример Прилеп, сега бевме, таму има едно село Бонче, има македонска населба од 3 век наша ера. Јас ќе се облакам. Ајде. Да, денеска 1 мај треба да облечеме. 1 април да не ни прештина шега. Да, само како се вика керкичката да ја поздравиме да бидеме културни? Мила се вика. Мила, мала дигресија од мабетов. Мила, што ќе биде маскирана на 1 април? Па Елса ќе биде, ќе ги замрзнувала пријателчињата, да. Добра. Зборот на многуте девојчиња. Да, одлично. И така ви кажував дека сите тие етапи се многу добри кога се одат со локалци. Тие локалци многу добро пренесуваат историјата и таа историја сушност, кога гледате на некој камења, на некој дел, еве како таа камената баба, ние нешто немавме представа, се јави некоја жена од Прилеп и ни напише еден текст за неа, така да ќе го пренесеме денеска. И така секој камен, секое место има историја, пошто нели како Македонија, како крвава земја, имаме многу места каде што погубувале многу наши луѓе, имаше сега и некои бугарски администратори што утепале многу луѓе таму во некое село, па го сликавме тој поим, како се вика, споменик и така. Многу интересно за сите нас. Ова зборува, ова се всушност тие приказни кои што ние како народ треба да ги продадеме на туристите и да ги привлечеме да дојдат и навистина да ја уживаат нашата приубава Македонија. Навистина е убав потек овој кој што го правите. Верувам дека нели во годинава која што е пред нас, нема да успеете целата веројатно трансверзала да ја поминете бидејќи се многу километри во прашање. Но бидејќи напомена дека секој месец се случува по некаква етапа, можеме да најавиме која е следната и бидејќи напомена дека е само за најискусните, бидејќи ова е всушност нели одење само во еден правец, нема враќање назад, значи се тргнува од едно место, се стигнува на друго место. Може еве да ги поканиме оние поискусните кои што сакаат да уживаат дел од македонската бесконечна трансверзала, кога може да го направат тоа во месец април. Кој е следниот предел кој што ќе го откривате? Еве вака, Мартинот од Плознарски клуб Пробиштип има пробиено патека, се не фаќате да збор Т2 делче или кој беше од таа страна, на истокот ке Пробиштип, од Раткова скала преку Браната не беше Стрежа беше доле, така не ми текнува како се викаше, се на картава ја нема. Преубав дел околу Пробиштип, делот е до кај Кратово, делот е вулкански туф, има и многу историја, сега таа ќе одиме на крај на месец, усверина на крај на 19 мислам дека на нашите на 19 мислам дека да. Април ќе има евенти, нели? Што ми беше за тие што се поспремни. Не мора да бидат поспремни, мора да бидат физички активни. Физички активни да трчаат, не знам, да трчаат на кеј, да трчаат на тредмил во теретани, да вежбаат, ама да имаат повеќе пати тренинг во неделата, да не се улежани. Поради тоа што ако ни доаѓаат некои што седат на компјутер, сега гледаат емисијата, супер им доаѓа, стварно гледките се супер, видеата од дрон се феноменални за Македонија, рекламата за Македонија ненормално, не сака да доаѓаат да истражуваат со нас, ама нема да може. Пошто мора малку да се активни. Тие што се малку активни, им биде тешко, ама со тек на време ќе сватат тежината. А тие што се активни, доста тие више ни доаѓаат, знаат што е убавината, истражуваат со нас и ние многу патеки од овие делови на Македонија ги одиме за прв пат и така, преубаво. Одлично, Дејан, за сите оние работи кои што ги спомени, веројатно она што доправа и следува, сите кои се заинтересирани, ако имаат кондиција, како велиш, и се физички активни, може да се информираат на вашата
Инстаграм, Фејсбук страна или каде и на друго место може да дојдат до информациите? Па Инстаграм и Фејсбук страната ни се најгледани, најбарани. Имаме ни и видеа на YouTube, ама таму само видеата од после тура да ги ставаме, така да мислам дека е доволно е Инстаграм и Фејсбук страната во моментов. Имаме состаноци, ама нема потреба да доаѓаат, пошто таму сепак по такви конструктивни муабети се прават. Добре. Благодариме за ово утринско вклучување. Верувам дека покрај трансферзалата имате и други активности во текот на следниот период, пролет па и лето, идеално време за планинарење и за уживање во нашата убава Македонија.